Зошто Верушевски не се дообјасни за оно што го изјави на 23 септември и ја разбранува јавноста дека бомбите доживеале страотни модификации. Вчера екса разузнавачот на рочиштето за Таргет Тврдина го сврте вниманието кон целосно друга страна. Рече дека главните виновници за преслушувањето биле екс-премиерот Никола Груевски и поранешните агенти на УБК Горан Груевски и Никола Бошковски. Факт е дека таа документација доживеа страотни модификации и компрометирања, зборувам после моето лишување од слобода. После оваа изјава, премиерот го дообјаснуваше Верушевски и након негов советник, најавувајќи дека екс-разузнавачот ќе каже дополнително што му била поентата. На второто рочиште, веројатно со очекуваните прашања ќе бидат многу појасно неговите ставови по одредени прашања. И мене ми е јасно, тој мене ми објасни, и апсолутно ми е јасно, јас сум дел од тој период на случување на работите. Секако точно е дека се предадени на господинот Верушевски материјалите, како што викат Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски, но тие се предадени правно-формално на СДСМ, а ги прима Зоран Верушевски. Но тоа не се случи. Досието што лидерот на СДСМ го доставил во СЈО се само мал дел од прислушкуваните материјали кои ги имале тогаш Никола Груевски, Горан Груевски и Никола Бошковски. Поголемиот дел од материјалите се во рацете на бегалецот во Унгарија и двајцата пребегани во Грција. Што содржат тие, само Господ знае. Денеска пак Заев се наврати на изјавата на Верушевски, при што повторно се обиде да го дообјасни разузнавачот. Во правец дека поранешниот премиер Груевски е виновен за прислушувањето, но не го амнестираше ниту Мјалков, кој морал да го понесе својот дел од одговорноста. Токму е времето на Груевски, тоа време во кое што се случуваше ваквата узурпација на човекови слободи и права, преку прислушување на повеќе од 20.000 народ, преку барем обезбедени повеќе од 1 милион разговори и пораки. Она кое што исто така е недосмислен факт е дека шеф на државна безбедност во тоа време бил Сашо Мјалков. И од тука нема бегање. Секој со својата одговорност. Инаку Верушевски во сведочењето за Таргет Тврдина на 23 септември, освен дека документацијата доживеала страотни модификации по неговото лишување од слобода во 2015 година, не одговори дали директно ги добивал документите од Лазаревски и Костовски. Тврдеше дека бомбите доаѓале по разни канали во СДСМ, а тој лично заедно со лидерот на партијата Заев ги анализирале за потоа, како што потенцираше лидерството на партијата да ги користи за своите стратешки одлуки и политики.